Во просториите на Фудбалската федерација на Македонија во средата се одржа ждребувањето за Купот на Македонија, при што беа излечени двојките од првото коло на надпреварувањето. Градскиот фудбалски клуб Осогово за противник го доби тимот на Пелистер од Битола, кој минатата година играше во финалето на Купот. Жолтосините добија атрактивно име за противник ако се има предвид дека Пелистер на два наврати го освојуваше Купот во 2001 и 2017 година, додека три пати играше во финале во 1993 година, 1994 година и 2018. Надпреварот од првото коло во Купот на Македонија е закажан за 22 август на стадионот Никола Мантов во Кочани. Инаку во тек се подготовките за новата надпреварувачка сезона. Под водство на новиот тренер Александар Андов, на првата прозивка се јавија 18 фудбалери. Според програмата, првите 10 дена тимот ќе тренира по еднаш на ден, со акцент на општата издржливост и физичка подготвеност на играчите. За на 11 август се закажан и првиот контролен меч со Каменица Саса, каде играчите ќе ја проверат својата физичка подготвеност. Исто така, клубот промовираше и 8 нови засилувања. Од екипата на Победа Прилеп пристигнаа 19-годишниот одбранбен играч Стефан Спирковски, неговиот врсник Теофан Илиоски Кисески, кој игра на позицијата последен играч за врска, како и 19-годишниот напаѓач Филип Димовски. Кон клубот пристапија и браќата Рајатовски. 20-годишниот Марио игра на крилната позиција, а доаѓа од тимот на Победа од Валандово, додека неговиот 17-годишен брат Андреј е напаѓач, а играше за тимот на Нью Старс. Последен од низата засилување кој од следната сезона ќе ги брани боите на Осогово е и Владимир Величковски, играч од нападот кој доаѓа од тимот на Студена вода од Куманово. Исто така кон клубот се приклучија и некои нови засилувања од младинските категории. Минатата недела градскиот фудбалски клуб Осогово од сопствени средства по 25 години набави нова механизација за одржување на теренот на стадионот Никола Мантов. Се работи за 3 машини и мини трактор за косење на тревникот од марката Волф, рачна косилка и тример. Од клубот најавуваат дека ова е само почеток на инвестициите за стадионот Никола Мантов. Во следниот период се планира да се уреди подтрибинскиот простор за да се подобрат условите во пресрет на новата надпреварувачка сезона. Од Осогово ја користат приликата јавно да се заблагодарат на комуналното јавно предпријатие Водовод за досегашната помош за одржување на тревникот на стадионот, со надеж дека во иднина соработката ќе продолжи.